can learn to understand you much better if I can get familiar. Минатата недела на Правниот факултет Јустинијан I се одржаа 23-тите ораторски вечери Иво Пухан, на која универзитетите од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје се надпреваруваа во јавно говорење. Во денешната епизода на Час гости ни се двајца од наградените оратори на овие последни ораторски вечери. Денеска ќе разговараме со Стефан Солев од Економскиот факултет, кој што го освои првото место на последните ораторски вечери, и Христијан Наумовски од Правниот факултет, кој го освои третото место, ако не се лажам. На почеток би сакал да започнам со говорите кои што ги презентиравте на ораторските вечери. Која беше темата на вашиот говор и зошто ја избравте можеби баш таа тема? Би почнал, Стефан, со вас, ако не е проблем. Прво да кажем фала ви на поканата. Инаку, мојот говор малку опфати повеќе теми, беше малку поширок, меѓутоа генерално можам да кажам дека централната тема беше во однос на шарената револуција. Се работеше за тоа што постигна, што беше и каде сме сега. Оти многу често нели слушаме од еднава страна дека шарената револуција била нели предавничка заради тоа што нели ништо не остварија од нивните замисли, цели, да речеме принципи. А од друга страна послушаме дека таа била целосно успешна, дека се што сме се бореле сме постигнали и така натаму. И како учесник на тоа движење сакам да дадам едно мое гледиште, дека вистината е некаде измеѓу, како што и често бидува. И таа според мене е дека барем декларативно шарената револуција имаше одредени цели, принципи и така натаму, меѓутоа во реалноста за жал не се остварија, што значи дека замислата, барем на повеќето од нас учесниците, не беше таа која денеска ја постигнавме, за жал. Христијан, што беше она што еве вас можеби ве инспирираше да пишувате на таа тема и да говорите на темата? Прво, благодарам за поканата. Инаку, конкретно насловот на моја тема се нарекува беше еманципација на трудот. Најмногу ме мотивира во последните случувања со текстилните работнички. Правата на работници во Македонија тоа не е некој проблем кој од вчера, тоа е веќе 30 години имаме во Македонија континуитетна ерозија на работничките права. Прво и самиот сум потекнал од работничко семејство и самиот сум работник. Тоа е исто така уште една од причините. Тоа во главно беа мотивите за инспирацијата за говорот. Инаку проблемите се опширни. Најповеќе гледам во трудово-правната легислатива, значи законите кои се носат, кои се цел работниците се носат избрзано, со тоа се намалува сигурноста на работници. Например, законот за безбедност и заштита при работа, исто така и многу често се применуваат. Овој конкретен закон се променуваат, овој конкретен закон се променил рекорд во 5 дена 2 пати, што е невообичаено, се намалува сигурноста на работниците. Исто така, на крајот заклучив дека Македонија редно време е да стане вистинска социјална држава, каде работниците ќе уживаат правата кои ќе ги заслужуваат, каде што нема да има огромна класна раслоеност, нема да имаме многу богати, а малку богати, а многу сиромашни. Тоа ми беше главната цел. Во ред, гледам дека двајцата некако оној елемент на правда и на правичност го опфаќате во вашите говори, но сега пред да тргнеме на тоа да ги образложите еве овие ставови кои што ги има во општеството во врска со правдата и правото, би сакал да ве прашам како избирате еве како оратори што ќе говорите и како изгледа целиот тој процес на подготовка за да одржите еден добар говор? Што е всушност потребно за да се биде добар оратор или еве едни од најдобрите на Универзитетот Свети Кирил и Методи? Јас би рекол дека две работи се клучни. Прво е темата која сте одбрале да ја зборувате, таа да биде некоја што ви значи нешто. Знаете, некоја што на вистина предизвикува кај вас емоции.
И мислам дека тогаш изведбата е веќе дополу завршена. Останатата половина е веќе искуство, вежбање и во таа насока би сакале, мислам, заеднички да се заблагодариме на целиот тим на правниот факултет, посебно на актерот Дејан Лилиш за целата помош, поддршка во настапот. подготовката, за настапот во пресред на финалната ноќ, да. Пред да те прашам тебе, Христијан, исто до прашање, би сакал, она малку е интересно тоа што еве на ораторските вечери победува некој од економски факултет, бидејќи вообичаено знаеме дека правниот факултет обично предничи во ораторските вечери по вештини, бидејќи тука се освен правниот факултет, адвокатура и политиколозите се тука, така што зошто од економски факултет еве вакви добри резултати остваруваат еве студенти? Па искрено да ви кажам, не би знаел да кажам. Се надевам дека е меритократски систем. Да, генерално доминираат правници. Годинава имаше повеќе за прв пат од другите факултети, со тоа што мислам дека прв пат годинава се отвори малку повеќе, затоа што ректоратот го спонзорираше, се објави малку. Јас, например, кај нас на факултетот никогаш не дошло известување дека ќе се одржат ораторски вечери. Иако можеме да учествуваме, годинава прв пат дојде такво известување. Така да претпоставам дека и тоа имало некакви резултати. И прв пат годинава имаше, мислам дека беа 5 правници наспроти 5 од другиве факултети. Имаше повеќе учесници. И сега резултатите зошто се такви како што се, не знам. Се надевам дека се заслужено. Христијан, како ти гледаш еве нова, што е потребно еве за да се биде добар говорник и на кои можеби карактеристики најмногу си внимавал додека се подготвуваше за говорот? Па има повеќе карактеристики кои го одликуваат еден добар говорник. Мислам дека на крајот на криштата најважна е подготовката и вежбањето, бидејќи еден Цицерон самиот кој е еден кој бил еден најдобрите оратори во историјата, самиот по себе не имал некој голем талент, имал пискав глас, не изгледал атрактивно, ама тоа го надокнадил со многу и многу вежбање и котрпна работа. Исто така, она што го зборува ораторот мора да биде, што се вика, од дното на душата, значи да биде пренесено максимално со емоции за публиката да осети дека она што ораторот го зборува, тој го мисли. Тој го чувствува, не само тој го што чувствува. мисли, Да, тоа е најважно да се пренеси чувството на публиката дека навистина тоа го мислиш и го осеќаш дека тоа што го зборуваш, тоа ти значи. Но ова што го спомнаме ме интересира да те потпрашам, рече дека тоа може да се вежба и да се учи, затоа што има многу млади луѓе кои што велат јас не сакам пред камера, не сакам да зборувам јавно или било што. Дали тоа е нешто што се учи како вештина? Да, тремата од јавен настап се надминува исклучиво со јавен настап. Не мора таа трема да се победи, тремата е нормална природна работа, секој ја има, дури оние кои мислиме дека се совршени најдобри оратори, дури и тие пред телевизиски настапи имаат малку трема, но никогаш нема да ја снема, меѓутоа човек може да се извежба да ја контролира малку. На почетокот на говорот таа самата од себе ќе испари. Дури јас на почетокот, бидејќи ова ми беше прв пат да настапам јавно, таа позитивна трема, еуфорија која адреналинот се крева и иако не знам, чувството беше прекрасно да се говори да се настапи на ораторска вечер. После интересно како продолжува говорот после првата, втората реченица. Тремата се претвара па веќе во жар, да речем, да се каже што посигурен и посигурен во себе. Со секоја следна реченица. После и краток испаѓа говорот, на крај сакате уште. Некако прелетува. Стефан, Христијан, неминовно е дека вештините во говорење и ораторството секогаш се поврзуваат со политиката и со политичкиот живот. Кај нас најзастапени, сакале или не сакале, тоа се сепак политичарите, функционерите, луѓето од собранието, се тие кои што најчесто ги гледаме како јавно говорат. Ме интересира вашата перспектива како млади луѓе, студенти, кои што имате некакво знаење од јавно говорење кое што сте учели, сте вежбале за тоа. Како го оценувате јавниот говор во нашиот политички живот? Колку следите и кои се можеби најголемите проблеми кои што ги гледате во она што се зборува во јавниот дискурс? Еве може со Стефан да почнеме. Јас морам да кажам искрено дека ги следев до пред некое време,
а сега веќе не, или барем генерално не. Зошто? Затоа што она што највеќе мене ми пречи е што веќе секој човек од јавниве личности, кога ќе излезе на телевизија, веќе точно знаете секој човек што ќе каже. И нема потреба вие да го гледате, знаете дека тој човек за таа работа се застапува. И најчесто и знаеме и зошто се застапува, ама тоа е споредна работа. И веќе толку ми се претвори таа, ајде да речеме и тој јавен дискурс кај нас, ми се претвори во некое вергалање на пароли, во некое празни ветување, она што би рекле старите нели меле празна воденица. Буквално во тоа ми се претвори, заради тоа мене ми е малку излишно да воопшто човек да ги следи тие таквите дебати. Па и во говорот на тоа допирам дека на 30 години верговање тие експерти аналитичари до сега немаат една работа погодено. Може нешто и погодиле, меѓутоа генерално тоа е. А инаку од технички аспект, една работа што често ја забележувам е дека многу често јавните личности наши грешат во акцентот. И тоа не мислам на не го погодуваме и ние секогаш трето сложен акцент, посебно кај целостите. Меѓутоа многу често ги спојуваат зборовите и ги оставаат на вториот акцент, на вториот слог од крајот на зборот кога не треба. Не знам зошто, меѓутоа гледам дека е многу застапено. Веројатно некој почнал и сега сите по него. Го следат. Од навика, да. Христијан? Па јас активно ги пратам сите дебатни емисии на телевизија, ако не сите, барем повеќето. Она што според мене е најголем проблем, кога ќе се организира една дебатна емисија, важно е гостите кои ќе бидат таму да бидат компетентни и да имаат кредибилитет да зборуваат за темата за која се повикани, бидејќи имаме случаеви каде се говори за правничка тема, а гости се некои пратеници кои немаат правничко образование, така тие нема што да полемизираат тука, да немаат потребното знаење и квалитет за да спорат околу тезата. Втор голем проблем е што во Македонија дебатната култура е на многу ниско ниво. Именно не се напаѓаат ставовите меѓу себе, туку се оди на напад кон личноста и тука веќе и дебатата ја губи смислата, бидејќи не е интересна за гледачите, прво бидејќи ништо не им пренесува, второ настанува против партиска престрелка, се напаѓаат личностите, а не ставовите, што е огромна грешка. Не тогаш баш интересна, ама не е содржајна. Да, такви дебати имаме еден куп, така што. Сега ме интересира малку можеби е неблагодарно да го прашам, меѓутоа што мислите како би поминале можеби нашите топ ешалон на јавни личности или медиумски лица или политичари во земјава, како би поминале на ораторски надпревар? Колку би ги освоиле, не знам, оценките на жири комисијата, да, симпатиите, да. Так. Па претпоставувам дека изведбата би било добра, затоа што сепак имаат искуство долгогодишно. А колку ќе ги освојат симпатиите, друга работа. Веројатно повеќе ќе ги освојат ако со маска се појават. Па, во зависност која личност конкретно, меѓутоа, не знам, во главно се имаат тренинг, тоа име секојдневие, така да не верувам дека ќе имаат некои поголеми проблеми. Плюс околу нив стои тимот советници, добро ќе ги припремат. Почнуваат полошо, ама се учат. Да, точно. Добро ќе бидат припремени што и како да кажат и кога да кажат. Сега би преминал на темата на образование, на тоа што вие секојдневно го живеете. И би ве прашал што доколку треба да напишете еден ораторски говор на тема на македонско образование? Што би бил фокусот или главната тема која што може би го задржала вниманието вредно за да го говорите тоа на некаков подиум и пред публика? На што најмногу би се фокусирале кога би говореле за македонското образование во моментов? Па видете, секогаш кога одбираме говор, многу е тешко човек да се одлучи за што ќе пишува. Буквално речи си секоја тема која да фати, има материјал за напаѓање, за вреѓање, да речем колку сака, за да одржи еден добар говор.
Во однос на образованието, мислам дека не е лесно да се каже една конкретна причина или една конкретна област зошто тоа не чини. Значи, дали да тргнеме од професорите, од ниските стандарди за примање, не зборам сега за високото образование, туку уопшто, основно, средно, Така. високо, сепак се многу ниски стандардите по кои ги поминуваат оние нели финални тестови што ги имаат. Гледаме дека педагошкиот факултет е во прилично жална состојба и така натаму. Дали ќе тргнеме начинот испитите на кои се изведуваат? Например, тажно е што на факултети како економскиот, па дури на правниот ми се чини, ние немаме устни испити. Барем ние немаме, а кај вас се мислам многу ретки, јас колку што знам. Па во зависност од професорот, ама кај повеќето дозволуваат устно. Во споредба со минатото сигурно се многу поретки, Да. мислам, со Така, меѓутоа подалечното минато. Оние испити кои ќе паднеш веќе, нели? Не, има и Може и така? може, да, кај некој професор и кај некој не. Јас од- Во зависност од професорот. Јас од Лани знам дека не можел, меѓутоа добро, окей, он сигурно знае повеќе. Добро, да. Меѓутоа генерално нема и устни испити, што за мене е малку загрижувачки, затоа што тие луѓе после треба да бидат општествени чинители, без разлика дали ќе бидат во бизнисот, пак треба да одржат предавање и така натаму. Мислам дека вербалните способности се многу значајни, а тие никаде не се вежбаат. Дури има проблем кога ќе дојде за обично презентирање на дипломската, за нели да заврши студентот, има голем проблем многу студенти за и таа презентација да ја одржат. Тоа некако се форсира, сега повеќе преку презентации, меѓутоа е слабо, јас би рекол. Христијан, тебе каде би ти бил Па, фокусот? Мислам дека најголем проблем е тоа што имаме во моментот хипертрофија на универзитети во државата, значи ние имаме квантитет, а немаме квалитет. Тоа според мене е најголемиот проблем. И кај студентите, и кај Исто така, да. факултетите. Вие денес практично може и да си купите диплома, добивате учено незнаење. Тоа е најголемиот проблем денес во нашиот образовен систем, особено во високиот. Инаку мислам дека треба со високото образование да се адаптира со пазарот на труд, да се гледа кој, бидејќи ефикасноста на високото образование последно колку што прочитав на интернет е 13%. Тоа значи од 100 дипломирани студенти ќе се вработат 13, што е поразителен факт. Треба на пример да се стимулираат студенти да се запишуваат повеќе на природно-математичките и на ПМФ конкретно. Нереално е да имате 2000 програмери, 4 студенти на наставна хемија и 350 правници. Мора да биде балансирано со пазарот на труд, бидејќи тоа е еден од главните причинители за подоцна невработеност. Сега би сакал да ве прашам и за тоа, да, еве, вие сте едни од победниците на ораторските вечери, но колку говорењето или кажувањето на вашето мислење се толерира во факултетите или во средините во кои што вие се движите. Бидејќи едно е надпревар за јавно говорење, но друго е колку во самите амфитеатри, во самите ректорати, во самите универзитетски згради во кои што се движите се поднесува или се охрабрува можеби такво говорење. Какви се вашите примери? Па искрено јас морам да кажам реално дека не сум се соочил со никаков ни обид за, ајде да речеме, цензурирање, ниту на правниот, ниту на економскиот факултет, со тоа што без разлика дали збориме конкретно за ораторскава вечер, дали уопшто за мислење, настапи на предавањата и така натаму, барем јас лично не сум се соочил, не можам да кажам дека такво нешто сум се сретнал. Меѓутоа, надвор од кулуарите би рекол дека е присутно. Со тоа што, видите, никој нема директно да ве цензурира, меѓутоа, например, многу новинари едноставно нема да го објават вашето мислење, ако не е во склад со нивната уредувачка политика. Или пак многу често можете да настрадате на работното место и така натаму. Тоа никој не ви го кажува, меѓутоа сите подсвесно го знаат. Тоа е последица на сиромашна држава, знаете, не може, ако некој човек има економска сигурност, ако тој има стабилно работно место и така натаму, тој никогаш нема се плаши да си го каже мислењето, освен сега ако не е
тешка диктатура, па сега да го затвори така натаму. Кај нас тоа не е така, знаете дека и дополнително па и политиката е вмешана во сите, да речем, пори на општеството. Но Стефан, сето тоа се носи овде последици, мислев и да. на тоа колку се слуша и вашиот глас, значи колку учествувате во за носењето слушање одлуки, друга, да. за слушање Колку друга прикажа, колку да. убаво е кога ќе ве поканат на ораторска вечер да го држите говорот, но дали ве канат на нешто кога се одлучува за самите факултети, да го кажете вашиот став, значи мислам и на таков начин на критичко говорење и на говорење на вашите ставови. Не, веќе ви кажам два конкретни примери. Лани на ораторските вечери настапив со тезата дека без разлика што ќе биде со промената на името, дали ќе помине, дали нема да помине и така натаму, сето тоа е ирелевантно или речиси ирелевантно ако ние продолжиме да функционираме како што до сега функционираме. И дури и Европската унија и НАТО нема тоа многу да го сменат или па речиси ичи. Денот после тоа јас бев ајде да не речем нападнат, меѓутоа имаше мислење дека јас сум бил радикален и така натаму. Океј, не е битно. За дента после ветото од Франција, сите експерти да излезат и да го кажат истото. Дека нас не ни е битна Европска унија, дека нас ни е битно да го смениме менталитетот, да почнеме реформи дома. Што беше, значи истите луѓе што го критикуваат тој став, после една година сега го прифатија тој став, веројатно затоа што им одговараше. Или па ќе ви кажам конкретен пример конкретно за образованието, дека јас понудив целосен проект, сега дали биле добри и квалитетни тие проекти, не знам, меѓутоа внатре имаше со уште еден мој пријател 60-70 конкретни мерки што може да се спроведат во образовниот систем на држава. И истиот беше презентиран на одредени политички субјекти, не е битно кој, и од тогаш помина, па ми се чини дека има 3-4 години, и од тогаш нема буквално ни една од мерките, ниту спомната во јавноста, а камоли па донесена, иако се донесоа нови закони, нели на. Така што не, генерално не се слушаат и затоа и ми се чини пред 2 години, затоа беше победничкиот говор, дека џабе ги држиме говорите кога никој не ги слуша, само поминува една церемонија и таа е убава, меѓутоа од неа нема никакви резултати. Каков е твоето искуство, Христијан? Во врска со слободата на говор на правниот факултет, имајќи предвид дека повеќето од професорите на правниот факултет се активни во политиката и па не сме, јас лично и повеќето студенти немаме проблем на предавање во врска со тоа да ни ги наметни неговите ставови, туку напротив повеќето од нив не охрабруваат да имаме критички пристап, не слушуваат, секогаш не ги слушуваат нашето мислење. Во врска со тоа немаме проблеми. Инаку, за тоа колку се слуша гласот на студентите, сега пред непол месец имавме студентски избори на сите факултети на УКИМ. Се надевам се оформи тоа студентско собрание, таа хиерархија си имат председател, пратеници. Се надевам дека ќе успеат да ги застапат интересите на студентите и да остварат некои позначителни цели. Вака програмата кога ја прочитав конкретно на собранието на правниот факултет, тоа супер звучи, ќе видиме колку е сварливо во пракса, се надевам дека ќе има позитивни резултати. Добро што сте имале програма, ние немавме. Вие имате зашто да ги држите сега вашите представници, да. За самиот крај, Стефан и Христијан, би ве прашал, исто е актуелно прашањето на младите кои што заминуваат од земјава, револтирани, меѓу другото и поради овие работи кои што ги зборувавме овде на оваа емисија. Какви се вашите планови? Дали планирате да останете, дали вие размислувате за заминување од држава? Ме интересира вашето размислување. Јас лично би дал се од себе за да останам овде. Мене искрено не ме интересираат многу парите, така што некоја привлечност од повисоките плати нема, меѓутоа сега од друга страна па и за 200 евро да работам, па и тоа не е многу примамливо. Така што јас би се обидел. Што е тоа што би те задржило, што би те натерало многу помотивирано да останеш во државата, освен еве парите што ги Па зборуваш? искрено не, за држава не би останал за парите секако. Сигурно повеќе би можел во странство. Искрено јас би сакал да дадам се од себе да помогнам да се опорави ситуацијата овде. Колку ќе имам шанса за тоа и можности, па и капацитети, не знам.
Меѓутоа искрено би сакал и мислам дека сите би требало тоа да се обидеме да го сториме. Не е лесно да се иселиш. Навистина е тешко. И мислам дека подобро би било за сите и за оние што остануваат и за оние што одат, заедно да се избориме овде да го направиме поубаво место за живење, за да нема потреба никој што нема некоја, да речем, друга потреба, да не се чувствува никој приморано да оди во странство само за да има некој, ајде да речеме, нормален живот. Тоа би било некоја моја инспирација. Христијан, Апсолутно се слагам со ставовите на Стефан. Исто јас ни на крај памет не би ми паднало да ја напуштам Македонија. Напротив, верувам дека Македонија може да биде подобро место за живење. Товарот во моментот е на нас младите, бидејќи младите се оние кои по 10-20 години треба да речем да исправат државата на вистинскиот пат. Спремен сум да се вложам максимално цело свое знаење, труд, енергија, бидејќи верувам дека ова вака нема да биде за секогаш, дека верувам во посветлини на Македонија. Или барем ќе се обидам. ви благодарам на двајцата за вашето гостување. Јас се надевам дека до оние што треба ќе стигнат дел од овие работи кои што ги кажавте овде. На гледачите вам ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно до следната видео дискусија во Радио МОВ.